а власта својата неспособност ќе си ја покрива со ова прашање. Во меѓувреме прка и други работи, како што се тендери во 4 очи, како што се делење на пари од фондот за иновации на нивни блиски фирми. Меѓутоа, тоа е попатна работа. Работа која што многу лесно може да се санира во еден нареден период. Дали со нова влада од истата владеачка, да речам, коалиција, или со нова влада од моменталната опозиција. Ке дојде некој кој што ќе праша луѓе како ги делевте парите во тендерот за здравство во 4 општини? Како ги делевте парите за тендерот за здравство, за образование, за печатање на медиуми, на учебници? Ке праша и ке се санира. Парите тие што ќе се потрошиле, ќе се потрошат, меѓутоа веројатно некој ќе одговара ако при тоа имало грешна постапка и договарање во 4 очи. Меѓутоа, ова работа не може да се санира на тој начин. Оваа работа и покрај тоа што народот во Македонија не даде зелено светло да се направи, и покрај тоа што стручната јавност има голем отпор кон сето ова, и покрај тоа што опозицијата силно се противи на ова нешто, власта сепак решава да си ја тера работа. И ви кажав зашто. Бидејќи не се способни ништо друго да направат. Единствено ова му е најлесно да го направат без никаков напор. Без многу секирација. И што е најинтересно, топката најде начин да му е фрли на друг. Владата си тера бизнисите, си ги тера тендерите во 4 очи, направи некаков си договор со Грција за проблемот кој што постои веќе долг период, се пофали дека се бореше, се трудеше, меѓутоа ние сме мала земја, не можеме повеќе, мораме да попуштиме. И ево ви топката, луѓе, овде во собрание, на вас 120 пратеници. На вас, тоест на сите нас, ќе остане запишано во историјата кој копче го притиснав. Нема да пише во историјата дали заменик министерот Жерновски притиснал копче или не. Дали министерот Димитров или премиерот. Не. Ние 120 пратеници овде ќе го притиснеме копчето. Ние 120 пратеници овде ќе дадеме виза. Дали ќе се промени името на државата или не. Ние ќе бидеме запишани во историјата. Нормално, некој од нас со притискање на зелено копче, некој со притискање на црвено копче. Не најде сила оваа влада, ни начин, за вакво крупно прашање, најважно прашање за државата, да обезбеди поширок консензус, да обезбеди поширока дебата, да обезбеди поддршка од мнозинството граѓани во државата. Не. Зошто? Бидејќи знаеше дека тоа не може да види. И затоа користи финти да стигне до оваа ситуација. Да си ја заврши работата, да си прка, пак ќе кажам, тендерчина во 4 очи, да удоволи на некој надвор, тие да не се криви. Не се криви тие. Нивна задача беше да склучат договор. Случаја, добар или лош? Тие велат дека е добар. Јас лично велам дека полош договор не може да склучат. Некој може поинаку размислува. Меѓутоа не се тие криви. Не. Тие си се настрана. Ние овде пратениците сме тие што треба да донесеме одлуката. Ние сме тие што треба да се согласиме да го промениме името на нашата држава. Ние сме тие што треба да согласиме да го промениме уставот.